Добро утро, следите утринската програма на Телма. Утрово две актуелни теми во да си кажеме. Зборуваме за пораките од Брисел, од Европскиот самит со Симонида Кацарска од Институтот за европска политика. Меѓутоа, прво зборуваме со професор доктор Стојка Нацева-Фуштич за предизвиците со кои се соочува клиниката, универзитетската клиника за детски болести и секако пациентите со цистична фиброза. Докторке, добро утро, дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, добро ве најдо. Поздрав до вашите гледачи. Утре е 15 декември, половина од месецот, термин кој здравствените власти го одредија, го најавија како датум до кога треба во земјава да стаса Трикафта, лекот за болните со цистична фиброза, да го добијат и оние кои не го добија. Се знае ли сега конечно кога ќе стаса лекот и ќе има ли доволно за сите пациенти? Па, како што знае јавноста, ние во тек на 23 година започнавме терапија со Трикафта. Сега се користат за лекот два термина, тоа е истиот лек. Значи, во Америка е регистриран како Трикафта, а кај нас доаѓа под маркетиншко име Кафтрио во комбинација со Калидеко, бидејќи Трикафтата содржи всушност два лека, различен состав на модулаторите. Едната таблета е со 3 модулатори, а едната таблета, тоа е Ивакафторот или Калидекото, содржи еден модулатор. Така да Европската медицинска агенција не го регистрираше како Трикафта, тоа е, мислам, во јавноста повеќе популарно име, туку како Кафтрио во комбинација со Калидеко, значи двете пакувања доаѓаат паралелно. Како што знаете, после она притисокот, секако и протестите од Сдруженијето, Асоциацијата на пациенти и на родители и големата медиумска поддршка, државата одвои средства за набавка на терапија кај најтешките болни во почетокот на 23 година. Министерството за здравство побара од детската клиника информација за лекот, пред се информација, треба да знаат што е лекот и кој е неговото дејство. Побара протокол од нас да дадеме за терапија и побара листа на пациенти кои се подобни за таа терапија и листа на приоритетни пациенти за терапија, значи оние што се најтешко или потешко болни, при што ние дадовме една листа околу 30 пациенти. Државата одвои средства за 8 пациенти во почетокот, кои беа најкритично болни, како и на клиниката и го даде носителството за набавка на лекот, односно добивме условен буџет од Фондот за здравство за набавка на лекот. На преговорите постигнавме нешто по-ниска цена од она што е јавно достапна цена на интернет, така да вклучивме уште 4 пациенти во април месец. Значи, притисокот на пациентите сигурно продолжи да се обезбеди терапијата за сите пациенти. Разбирливо, бидејќи можам да кажам дека тоа е револуционерна терапија во третманот на цистичната фиброза и дава изворедни ефекти во однос на корекцијата на основниот дефект и стабилизација, односно стопирање на прогресијата на болест. Професор, ќе морам да ве прекинам во интерес на времето. Долг ви е многу воведот и обширен, веројатно сакавте да се навратите на проблемот како употребивте неколку термини што ме тераат на подпрашање, меѓутоа не ми одговоривте на првото прашање. Дали и кога ќе стаса дозата потребна за сите 30 пациенти кои вие сте ги одредиле како приоритетни за... До крајот на годината сигурно ќе стаса. Дали беше до половина на декември? А тоа дали нешто менува? Па 15 дена веројатно може да... Значи, лекот ќе стаса сигурно до крајот на овој месец, така да постепено ќе ги вклучиме пациентите според оној список што го добивме од Министерството за здравство.
по претходно направената проценка за тежина на болеста кај пациентите од експертска група која одреди Министерството за здравство. Добро, може ли малку по-конкретно околу тоа? Во Македонија имаме околу меѓу 130 и 140 пациенти кои се регистрирани како заболени од цистична фиброза. Од нив рековте приоритетни беа 8 тешко болни и за нив беше обезбеден трикафта уште во март и април годинава. Сега вие дадовте листа на 30, меѓутоа тогаш немаше пари. Сега со оваа пратка што ќе стаси. 12, не за 8. Прво беа 8, па после уште 4 беа додадени. Да. Сега до крајот на годината со овие што ги очекувате оваа пратка, за колку пациенти ќе има доволно лекови? И за до кога, за колкав период третман? Па сигурно за овие 30 ќе бидат обезбедени лекови, меѓутоа сигурно дека Министерството за здравство ќе излезе со информација дека во текот на 24 година ќе се настојува да се обезбеди терапија за сите пациенти. Значи, оваа пратка што ќе стаса до крајот на годината ќе ги покрие овие 30 пациенти? Да. За колкав период? За колку долг третман? Па 2 до 3 месеци, додека се обезбеди комплетната терапија за веројатно набавката тогаш ќе оди преку Министерството за здравство и ќе се обезбеди за сите пациенти кои се подобни за таа терапија. Значи, не може да се зборува дека лекот е подобен за сите пациенти. Она што треба да се знае дека мутациите во генот имаат различни ефекти врз синтезата и функцијата на протеинот и според тоа се поделени во 6 групи. Значи, пациентите кои имаат таа втора класа на мутација, која е најчеста, Делта F508, било како хомозиготи или бар ја имаат во еден алел, се подобни за терапијата. Она што е се уште една група на пациенти кои има и некој од нив и сериозна белодробна болест, кои припаѓаат на првата класа на мутации, за нив се уште нема подобна терапија. Така да сите пациенти нема да можат да се лекуваат со оваа терапија. Така, рековте дека во март годинава со голем притисок на Сдруженијето на болни од цистична фиброза и со поддршка на медиумите беше обезбеден прв пат лекот во Македонија за против цистична фиброза. Зошто требаше притисок од Сдруженијето и поддршка од медиумите кога од 2020-та, например, се знае и пациентите бараат лек за нивната болест? Толку време да помине за да 2023-та дури стаса лекот во Македонија? Па јас тоа не можам да ви го кажам, затоа што ние сигурно сме го барале и ние како професионалци до здравствените институции. Еве можам да ви кажам за првиот лек модулатор што се воведе, значи трикафтата или кафтриото не е прв лек од таа класа што сме го вовеле. Ние 2020 година започнавме терапија со калидеко кај 3 пациенти со третата класа на мутација или гетинг мутација. Меѓутоа, нашето прво барање до институциите или до Националната комисија за ретки болести беше 2016. 2014 е тој лек одобрен за сите пациенти со третата класа на мутација. Нашето барање од 2016 не беше проследено и 2018 и 2019 баравме се додека не се направи одреден притисок да министерот ја префрли топката, односно фондот да ја превземе набавката на лекот и нашите преговори со фондот траеја повеќе од 6 месеци кога требаше да ги убедиме дека лекот е ефикасен, дека доведува до значително подобрување на состојбата на пациентите и да добиеме, можеби тогаш само за еден краток период од 2 месеца, пациентите добија калидеко и повторно тој притисок за да се обезбеди. И ќе ве потсетам, во март конечно мораше и жртва да падне. Мислам дека Благојче се викаше пациентот кој почина чекајќи го лекот, па мораше да се вклучи не само притисокот да се префрли од здравствените власти на фондот, односно директно министрот да ја префрли топката, се вмеша дури и премиерот, за да стасат трикафта за останатите критично болни. Така беше во март.
Да, така беше. За жал. За жал, да. Спомнавте дека Министерството за здравство ги прави списоците по претходен предлог на стручна комисија која одредува кој од вкупниот број подобни пациенти 80 ќе добие во тие први 30. Председателот на Асоциацијата за цистична фиброза Фики Гаспар рече дека добиле информација пред некое време дека ќе бидат обезбедени лекови за 55 пациенти, па потоа биле изненадени од медиумите кога чуле дека повторно се зборува за бројка од 30 пациенти само. Сега вие повторно велите 30 пациенти. Врз основа на како се прави таа листа? Вие ме прашувате во текот на годината. Јас ви реков дека верувам дека за 24-та ќе биде обезбедена терапија за сите пациенти. Не, јас ве прашав сега со ова до крајот на годината. Али до крајот на годината, како да ви кажам, тоа е процедура за започнување на терапија. Не може сите пациенти одеднаш да почнат терапија. Усогласен е протоколот. Кај нас протоколот предвидува пациенти над 12 годишна возраст да се стават на терапија, кои се подобни, кои имаат бар една делта F508 мутација. Иако европските протоколи во времето кога се усвојуваше овој протокол, беше возрастната граница 6 години. Сега оваа година веќе возрастната граница за започнување на терапија се повеќе паѓа. Во април месец, во Европа сега од ноември месец, значи лекот е регистриран, односно одобрен за возраст од 2 години кај пациенти. Значи од 12 на 2. Да. Значи, битно е да се започне терапијата пред да настанат трајни последици, затоа што трајните бронхиектазии ние не можеме со терапијата да ги вратиме структурните промени во белодробието. Меѓутоа, може да се запре прогресијата на болеста. Терапијата покажува значи промптни ефекти во однос на подобрување на белодробната функција, во однос на подобрување на нутритивниот статус, квалитетот на животот, и вие сите тоа го видовте во однос на нашите пациенти. Значи, како ја одредувате таа листа, кој е приоритетен? И рековте, зарем е важно дали ќе биде 15 декември или крајот на годината. Дали во случај на болни од цистична фиброза деновите не играат улога? Дали Благојче ќе беше спасен во март ако стасаше трикафта 15 дена порано? Па не можам тоа да ви кажам. Таа проценка е значи зависна од стадиумот на болеста во која се наоѓа пациентот, дали ќе бил спасен, тоа е и тоа е под знак прашалник. Затоа што ние имаме една пациентка која возрастните ја ставија на терапија во времето кога и притисокот во јавноста беше голем да не дојде уште една жртва, иако по сите параметри таа пациентка е во многу напреднат стадиум на болеста и се одржува во живот, меѓутоа се уште со една хронична респираторна слабост. Тука се многу етички дилеми. Значи, дали пациентите со подобро сочувана белодробна болест немаат право и тие порано за терапија, за да имаат навистина здрав живот понатаму, или пак да не дојде покасни последици. Меѓутоа, ние сепак сме држава која немаме толку големи здравствени ресурси, се работи за скапа терапија и одлуката во овој момент е од таа возрастна граница. Јас верувам понатаму дека возрастната граница ќе се намалува и во нашата држава. Имајќи предвид се ова што го кажувате, колку тоа остава простор за притисоци и недоследности при изборот, при составувањето на таа листа на приоритетни пациенти кои ќе добијат трикафта на време? Па нема простор за такви работи. Имаше, мислам, ние кога ја одредувавме приоритетот на пациентите, ние имавме состанок и со професор Докиќ и со доктор Сонја
која ги води пациентите на пулмологија, возрастните пациенти, така да ги разгледавме медицинските досиеа и врз база на протоколот кој го дадовме дека пациентите со функција од 30 до 40% од предвидената ќе имаат предност, потоа оние од 40 до 50. Значи, ги разгледавме медицинските досиеа и се одлучивме кои пациенти се најтешки и тоа е навистина така. Знаете дека имаше во медиумите и еден силен напад и на мене и од еден пациент кој навистина немаше право, затоа што и во сегашната листа која е дадена од Министерството, не е меѓу првите 5. Значи, ние во секој случај сме се воделе според критериумите што сме ги доставиле за приоритет во терапијата. Сме се одлучиле кај пациентите со потешка болест да почнеме, затоа што е тоа животоспасувачка терапија за нив. Додека за другите пациенти секако дека имаат право да добијат лек и верувам дека веќе кога е започнат процесот, дека ќе се обезбеди терапија за сите пациенти. Каква ви е комуникацијата со Сдруженијата на болните со цистична фиброза? Па јас со Сдруженијето конкретно немам некој во моментов некои активности, меѓутоа еден дел од пациентите и Фики, и Ивана ги следам во однос на ефектот од терапијата. Значи, они имаат регуларни контроли и ја подигаат терапијата од кај нас. Едно од ветувањата на здравствените власти дека ќе биде повторно вратен во функција Центарот за цистична фиброза, докаде тоа исто беше најавено пред неколку месеци, нема ништо од тоа. Според вас треба ли да биде вратен Центарот во Козле или како да се третира? Значи, институција Козле е отворен како дополнителен центар за цистична фиброза, иначе детската клиника од секогаш ги водела овие пациенти и можам да ви кажам сите достигнувања што се постигнати во таа област се постигнати на детската клиника. Во времето кога баравме простор повеќе за адултните пациенти, затоа што со подобрување на третманот на овие болни, можам да ви кажам дека тоа била болест во која рано смртоносна болест, рана фатална болест во времето кога јас сум почнала да работам во таа област. Меѓутоа, со воведување на нови протоколи за третман, со едукација на тимот со користење на интернационални фондации, со воведување значи на физикалната терапија која кај нас не беше не се знаеше, односно немавме едуцирани физиотерапевти, ако таа беше еден од темелите во третманот да пациентите ги чистат дишните патишта од вишокот на секрет, кој е во основа на дефектот на болеста. Значи, и воведувањето на инхалационата терапија во 2008 ставање на позитивната листа се подобри третманот и квалитетот на животот на овие пациенти, посебно оние што имале регуларни контроли. Замолувам за конкретен одговор. Имате ли усогласеност со министерот за здравство во однос на прашањето дали е потребно отворање, односно враќање во употреба на Центарот за цистична фиброза во Козле? Дозволете само да го завршам прашањето. Или и да се надоврзам, како се сега изолирани, односно како има ли доволно просторни услови за сите возрастни пациенти кои се третираат на детската клиника за да не дојдат во контакт со тешко болни деца, знаеме дека има таму? Значи, во Европскиот регистар за цистична фиброза регистрирани се два центри, односно две институции кои ги водат овие пациенти. Тоа е клиниката за детски болести и во тоа време сега има нов наслов Институтот за белодробни заболувања кај деца. Да, имаше и таму спор за историјата на болестите на пациентите, па да, меѓутоа минатата 22 година во пролета институтот излегува со соопштение до сите здравствени институции дека веќе не е компетентен да ги води овие
пациенти, после што министерот донесува одлука пациентите до 18 годишна возраст да се водат на детската клиника, над 18 да се водат... Тоа е министерот Сали. Министерот сега Сали. министерот Меджите вели ќе го враќа во употреба центарот. Што ви велите вие? Јас не можам да... Не сме разговарале на таа тема со министерот. Вие сте најнадлежна, веројатно, како експерт за цистична фиброза. Видите, сега Козле станува терцијарна установа. Како се сместени сега болните од цистична фиброза кај вас и дали има доволно простор за да бидат изолирани од дечињата? Има. Ние имаме 7 изолации. Сега го реновиравме оделот. Има 7 изолации со нови санитари, со сите услови, така да тие се изолирани. Во однос на болницата, мислам, универзитетската болница за универзитетската клиника за пулмологија, они немаат доволно просторни услови за возрастните пациенти и тој проблем се уште не е решен. Дали болницата во Козле ќе биде соодветно место за што е тоа детска болница за возрастните пациенти, јас тоа не можам да кажам. Професор, ќе полека стасуваме до... Во интерес на времето ќе мора да одиме побрзо, бидејќи имаме прашање и за детска клиника. Добро. Довршете мислата да не... Сакам да кажам дека со воведувањето на новата терапија, бројот на хоспитализациите ќе се намали многу. Ние од овие 8 пациенти кои ги водиме, 4 од пациентите на Трикафта се водат на клиниката за пулмологија, не сме хоспитализирале ни еден пациент во текот на овој период. Меѓутоа, секако соодветен центар за возрастните треба. Рековте санитари реновирани, просторни услови обезбедени за болните од цистична фиброза за да не доаѓаат во контакт со дечињата таму. Кои се главни предизвици за клиниката за детски болести? Веројатно е недостигот на кадар, како што е, впрочем, судбината на сите јавни здравствени установи. Ви недостигаат ли лекари, професори искусни кои си заминуваат дел во пензија, дел во приватните клиники, дел во странство? Па да, јас мислам, ја наследив клиниката во тој еден период кога еден добар дел од искусните, односно искусните доктори или професори исто така заминаа во пензија. Одливот на кадарот во приватните болници од клиниката е еден, да речам, и континуиран процес. Дали ни недостига кадар? Мислам дека имаме доволно кадар. Кој го води, например, одделот за нефрологија сега? Бидејќи се заминаа двајца професори во пензија, не за нефрологија, имаме тројца доктори, од кои... Специјализанти или има некои? Не, специјалисти тројца, од кои едната од докторките има подолго искуство и е, мислам, субспецијалист нефрологија и професор Тасич го ангажиравме како консултант кој ќе помогне во едукацијата и на двете помали... Иако е официјално во пензија, професор Тасич. Да, он е во пензија, меѓутоа искусниот кадар може да се ангажира како консултант кој ќе помага во едукацијата на младите доктори. Значи, сериозни проблеми нема? Во ниту еден оддел немате, не е алармантна состојбата во поглед на недостиг на кадар? Па не е алармантна. Има одредени оддели, например хематоонкологија, потребно е засилување, особено кога и уште една докторка сега отиде во пензија. Така да тука планираме прием на готови специјалисти. Ние добивме одобрување од финансии и во тек е конкурсот за прием, значи, на 4 специјалисти доктори, готови. Како да бегаат од оваа специјализација, бидејќи станува навистина збор за најтешкото нешто во медицината, веројатно? Па имаме доста специјализанти. Клиниката е место каде што се одвиват не само здравствени дејности, туку и едукативни дејности. Тука се подготвуваат сите специјализанти, идни специјалисти во Македонија
Има доста специализанти, имаме млади доктори, меѓутоа секако им треба искуство и едукација. Тоа што приватните здравствени установи, пред се мислам на болницата Систина, го зима оној кадар што е средната генерација, кои се, например, најискусни, кои се спремни да ги превземат. Професионална кариера. Тука ние не можеме да влијаеме. Тука тоа е, да речам, државна политика во однос на приватните болници. Ако Словенија и Хрватска не дозволија отварање на приватни болници, може да се отворат приватни поликлиники каде што работат оние бараните професионалци, и затоа задржа јако јавно здравство. Значи, тука треба да се размислува, да се заштити, затоа што државата и треба јавно здравство. Вие сте прилично искусна, може би ова треба да го комуницирате и со вашиот колега Меджити, кој е лекар и претходно стоматолог од Сали и претходните министри, за да се направи стратегија еден налик на таа во Словенија и Хрватска што ја зборувате, за да не ни бегаат лекарите барем во приватните клиники. Тоа е сега кај нас друга состојба. Кога им кажав на колегите што следат здравство дека ќе бидете гостин утрово, ми рекоа да ве прашам за атмосферата меѓу лекарскиот тим на клиниката. Подолго време се зборува за нарушени меѓучовечки односи и една таква завриена атмосфера што на крајот се истура врз грбот на децата, на пациентите. Зошто се нарушени меѓучовечките односи кај вас на клиника? Не мислам дека е тоа генерално. Може би некои меѓу одредени луѓе тоа се лични работи, меѓутоа тоа во никој случај не влие на здравствената заштита што се пружа на клиниката. Вие знаете дека јас доаѓам на функцијата медицински директор на клиниката пред една година, после утврдените нерегуларности и злоупотреби во однос од претходните директори, во однос на исплатата на плати, надоместоци за плати, дежурства. Така да доаѓам во еден период кога клиниката не беше, состојбата во клиниката и не беше многу добра. Она што сакам при оваа прилика и да демонтирам оние зборовите на професор Софјанова на вашата емисија од 13 ноември, мислам дека беше, дека кој стои зад нејзината разрешување од функцијата медицински директор, односно кој ги дал информациите, можам да ви кажам дека после она што го видовме по социјалните мрежи, оној од новинарот, не можам да се сетам како се викаше, кој направи упад по нејзината канцеларија, прикажувајќи ги сите тие дежурства кои не ги дежурала, кои ги наплаќала. Имаше ревизија од Фондот за здравствено осигурување, вонредна финансиска контрола, при кој се утврдија сите тие нерегуларности. Јас, како медицински директор во тоа време, го побарав тој извештај од Фондот и врз основа на тој извештај постапивме со тоа што ангажиравме вешто лице кој ќе ги направи пресметките и она што е нерегуларно земено од клиниката да се врати. Иако дадовме изјава ние дека враќањето, доброволното враќање на парите, тоа беа околу 10.000 евра во тек на неколку месеци дежурства кои не се реализирани, а се исплаќани, не ослободува професор Софјанова од одговорноста пред законот и органите. Таа за време на незиното гостување кое го споменавте, не ве спомена вас со име. Не знам зошто се препознавте да демантирате. Таа рече актуелното раководство употреби таков термин, да, што е за... Да, и она што ме менуваше додека бев во Словенија, а јас ја менував. За време на незиното гостување таа кажа дека го добила конечно ревизорскиот извештај кој ја ослободил од сите
обвинувања кои биле наместени, конструирани за да биде сменета. Така беше точната формулација. Значи, ревизорскиот извештај воопшто не е излезен. Ние го слушнавме ревизорскиот извештај, како што го слушнала и она, така да ревизорскиот извештај ќе биде даден во јавноста од кога ќе излезе. А ние имаме извештај од ревизијата на фондот. И никој не би вратил доброволно толку пари ако фондот не ја утврдил таа нерегуларност во исплата на надоместоци. Значи, кога ве прашувам за меѓучовечките односи на клиника, велите да не се генерализира, тоа се изолирани случаи, веројатно станува збор за конфликтот помеѓу поранешниот и актуелниот директор. Не, јас не сум во конфликт со неа. Немам никаков конфликт. Јас само сакам да демантирам нешто што е дезинформација и кое директно се однесува дека јас нешто сум ги наместила пред новинарот. Професор Кефуштич, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма на Телма. Имаме уште многу прашања, меѓутоа немаме време. Имавме предлог вовет и многу се задржавме на темата за лекот Трикафта и пациенти со цистична фиброза, така што во некоја друга пригода повеќе за клиниката и за новините во развојот, во обезбедување на новите методи, ќе зборуваме за некоја друга прилика. Ви благодарам на гостувањето во оваа пригода.